Што е целта на ова собирање и на ова акција? Па, на иницијатива на Клубот на жени на СДСМ, ги повикавме сите жени од сите партии, од невладиниот сектор, истакнатите граѓани да ни се придружат во ова хуманитарна акција. Значи, целта е една хуманитарна акција под мотото Дарувај од срце. Доаѓаат новогодишните, божичните празници. Ние секоја година осиромашуваме се повеќе и повеќе. Денеска ретко кој во Македонија може да се пофали дека може нормално да живее, а што тоа значи да ги плати рачуните, да има за храна, да има за секојдневие. Процентот на сиромаштија е па уште малку, јас мислам дека пола граѓани од оваа земја ќе живеат сиромашно уствари. И токму ради тоа ние ова хуманитарна акција направивме минатата година и решивме да продолжиме понатаму, ја правиме оваа година и ќе продолжиме и наредните години. Би била најсреќна кога не би морале да ја правиме. Тоа би значило дека сите во оваа земја би живееле добро. Меѓутоа не е така, секоја година се живее се полошо и полошо. Ова акција се прави на ниво на целата земја. Значи, ова овдека што гледате денеска се случува во сите поголеми градови низ Македонија и е заедничка акција со Црвениот крст на Република Македонија. Веднаш спроти вас се собрани и не знам, група граѓани најверојатно собрани да протестираат пред собранието затоа што не е донесен и не се носи и се обструира, како што велат, буџетот на Република Македонија. Вашиот коментар? Па каков коментар треба да се даде нова? Дали вие знаете некоја земја власта да протестира? Дали, значи, во секоја земја и нормално е опозицијата да протестира, опозицијата да биде коректор на власта. Меѓутоа, кај нас се случува обратно. Сега, кога доаѓав, гледам, не можам да верувам дека, читајќи ги тие надписи, ќе гладуваме без буџетот. Што значи тоа? Значи, граѓаните се замаани со лаги. Секојдневно им се кажуваат лаги, бидејќи не е вистина и буџетот и да не се донесе за плати на администрација, за социјала ќе има пари. Меѓутоа е кажано дека нема да има. А ние денеска и вчера на Централниот одбор одлучивме и денеска нашите стручњаци направи анализа. Значи, како можат да се уштедат 200 и не знам колку милиони евра, да државата не ни се задолжува и понатаму, и веднаш тоа денеска ќе се предложи, ќе се даде како предлог, и ако се случи, значи, власта, партијата ВМРО ДПМН еднаш да е паметна и да ги прифати тие наши анализи и да се согласиме, веднаш ние ќе ги повлечеме амандманите и буџетот ќе биде донесен. Меѓутоа, нема да дозволиме власта и понатаму да ги троши парите на граѓаните на работи како ова овде што го гледате. Споменици, на зидини, ние да гладуваме и понатаму. Тоа нема да го дозволиме.